Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на бранова должина 101,3 FM. Ова е радиопрограма за овој час. Нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Нека ни е честит празникот Свети Наум Охридски на 3 јули, почитувани слушатели. Многу пати сум зборувала, сум давала прилози од чудотворната моќ на светецот, но поради вечерашното наше исцрпно интервју со адвокатот господинот Јовица Страшевски, можам само да кажам дека е строг, посен ден и не се работи тешка работа. Па за многу години и сите оние кои го носат неговото име, нека им е честито и вечно, но и повелете во сите македонски православни цркви на заедничка богослужба од 10 часот утрото. Вечерва ќе ја посветиме емисијата со адвокатот господинот Јовица Страшевски, бранител на познатиот Љупчо Палевски Палчо, за кој се донесе одлука за доживотен затвор за громорозното убиство на 74 годишниот велешанец Панче Жежовски и 14 годишната Вања Ѓорчевска од Скопје. Но најпрво да одиме со рекламни пораки и соопштенија. Со фестивал Викенд на јадење, пиење, оро, песна, разонуда со вашите пријатели 19 и 20 јули. Управата на црквата Света Недела од Еџекс со председателот Ристо Трифуновски ви поканува за да си поминете пријатен викенд, сабота 19 јули од 12 часот напладне до 12 часот на полноќ и недела од 11 часот предпладне до 10 часот вечерта. За деца весела разонуда, играчки слично, но тука и песната и орото со богатото традиционално јадење. Добродојдени сте сите на овогодишниот фестивал. Од 8 пак до 10 август на Мейн Стрит Маркам фестивал, каде управата на црквата Свети Димитрија Солунски од Маркам со председателот Жан Стојчевски ви очекува со традиционалното јадење и веселата песна за вие заиграте на орото македонско. 8 и 9 август од 11 часот предпладне до 12 часот на полноќ, а пак 10 август од 11 часот предпладне до 12 односно до 1 после полноќ. Сите сте добродојдени. 3 линдена и ова година традиционално ќе се прослават. На 2 август организацијата Обединети македонци со председателот Ристо Дурловски после богослужбата ќе положат венец пред споменикот на паднатите борци во дворот на црквата Свети Климент Охридски. На 3 август пак и линденски пикник во паркот на организацијата. Вратите се отворени од 8 часот утрото, 10 часот утрото се одржува богослужбата, а од 2 часот попладне говори, меѓу кои ќе биде и гостинот од Мала Преспа Васил Стериовски, а после тоа општо народна веселба. Леринското околитско друштво со председателката Мери Капо и низината управа ве поканува и ова година да се дружите со своите роднини и пријатели на 20 јули на пикникот што ќе биде во паркот на организацијата Обединети македонци. За песната и орото македонско ќе прозвучат мелодичните гласови од групата Децата од Був. Влезот е $15 за возрастни, а за деца до 16 години бесплатно. Таму можете да се послужите од бесплатната варена пченка и сосиџес. Добродојдени сте сите.
А за вашите семейни слави, крштевки, родендини или било какви манифестации, на располагање ви стојат трите модерно премени сали на црквата Свети Климент Охридски. Телефонот е 416-421-7451. Исто така, за религиозните празници или во неделите, повелете на заедничка богослужба од 10 часот утрото. Телефон 416-421-7451. Интензивниот мирис, аромата што го прави Flowers by Lilac, го освежува вашиот дом и вашето срце и душа со позитивна енергија. Затоа ви треба и професионалност на тој цветен аранжман. Покрајва се секогаш Flowers by Lilac, која ќе ви направи аранжман со голема љубов кон работата, а посебно со задоволство кон својот муштерија. За било какви настани, како свадби, крштевки, родендини или други настани, препуштете на Flowers by Lilac. Јавете се на телефон 416-624-0853 или 647-780-6549, а можете да зборувате македонски. Бидете со нас, за да и ние бидеме со вас. Телефонот е 416-624-0853 или 647-780-6549. Собственичките Марија и Кристина Белчевски од цвеќарата Flower by Lilac ви посакуваат пријатно дружење со нас. Како што знаете, неколку емисии на радиочасот Глас од Македонија сум посветила за Љупчо Палевски Палчо и према моје мислење, неправдата врз него околу двократното убиство на 74 годишниот велешанец Панче Жежовски и 14 годишната скопјанка Вајна Ѓошеска. Токму на линија од Македонија го имаме господинот Јовица Страшевски. Господине Страшевски, дозволете ми најпрво да ви се заблагодарам што ја прифативте поканата да бидете мој гостин и соговорник во овие полноќни часови во Македонија кај вас, зашто, како што ви реков, секогаш емисијата ја водам директно, а вие со задоволство се сложивте и ме примивте, односно не ме одбивте. Да, се слушаме. Добро. Јас сакам да ви се заблагодарам што не ме одбивте да бидете мој соговорник вечерва. На 25 јуни минатата среда, судот го осуди Љупчо Палевски Палчо со доживотна робија без никакви материјални докази. Исто како што и на самиот почеток, кога се појави поранешниот министер за внатрешни работи на Република Македонија Оливер Спасовски и јавниот, мислам, скопски обвинител Гаврил Бубески. Дали ова е уште еден факт кој потврдува, а јас би рекла сега веќе и со право, што народот во Република Македонија само 2% веруваат во судството и обвинителството? Повелете. Кај нас е добро вечер, таму е сигурно добар ден. На сите ваши слушатели, поздрав до сите, ви благодарам што ме поканите за емисијата. Ајде првично да почнеме да одговорам на вашето прво прашање. Значи, од самата прва пресконференција што беше и првите 2-3 пресконференции од страна организирани на МВР и на јавното обвинителство, не почитувајќи ја уставно загарантираната презумпција на невиност од страна на министерот за внатрешни работи и од страна на обвинителот, беа изнесени веќе дадени пресуди, беа оцрнети, значи и Љупчо Палевски како личност и целата партија десна, што мислам нити едно со друго има некаква корелација, поврзаност. Еве и да е така да бил виновен Љупчо Палевски, немаше потреба да ги оцрнуваат сите членови на десна како политичка партија во Македонија. Меѓутоа, самото тоа што го направија, го оцрнија Љупчо Палевски, а сето тоа беше се уште на незапочната истрага. Значи, јавното обвинителство и МВР нема нити еден доказ во тој момент за да може да донесат такви обвинувања, такви невистинити работи да зборуваат и сето тоа веќе во јавноста зеде голем замав. Јавноста почна да ги оквалификува, значи, Палевски и останатите. Медиумски сето тоа беше покриено
и самото медиумско влијание лошо влијаше на целиот процес, кој заврши како што заврши, меѓутоа ќе почекаме пресудата и понатака ќе поднесеме жалби на истата. А дали се сложувате со ова што народот само 2% веруваат во судството и обвинителството? Видите, довербата кај судството не значи дека е од сите суди и од сите обвинители. Има прекрасни суди и прекрасни обвинители. Меѓутоа, проблемот е тоа што кај дел од оние што не се вршат честно и совесно работата, за жал, јавното мислење се креира и преку медиумите и таа доверба е на нивото на кое што е. Конкретно би сакал да кажам дека во случајот со Лјупчо Палевски, значи јавното обвинителство заедно со МВР не беа ни на 0% од задачата, значи не на 1 или 2. Значи ова од моето правно искуство што го имам како адвокат, мислам дека вакво обработен процес и вакво судење досега нема и мислам дека ова ќе остане запамтено во историјата како најлош обработен случај и најлошо сработена работа. И на МВР и на обвинителството. На 3 декември после громорозното убиство на Панче Жежовски и Вања Ѓорчевска, екс-министерот за внатрешни работи на Република Македонија Оливер Спасовски, заедно со јавниот обвинител Гаврил Бубески, оној исти обвинител кој беше заедно со корумпираната СЈО или специјално јавно обвинителство и Катица Јанева, се појавија пред јавноста и тоа откако Палевски замина во Белград и Турција, не додека беше таму, да без никакви материјални докази го осудија Палчо, прозивајќи го со име и презиме, место да ги кажат само иницијалите, како што тоа го направија со иницијали за тинејџерите што беа отепани на Смилковското езеро и уште многу други случаи. Колку е легално човек вакво нешто да направи на самиот старт, да осуди целосно име и презиме за Палчо, како што е Палевски, нарекувајќи го дури и монструм и психопат. Каде е таа, би рекла јас, негова сигурност за да етикетира така како што го нарече? Морам да видам малку и критичен и кон Палевски. Палевски, значи, зборуваше многу јавно и отворено, и тоа на одредени личности, меѓу кои тие не им беше убаво и на еден начин голем број на работи кои ги презентираше правеа, значи, голема штета на одредени личности кои до тие моменти беа комотни во државата. Меѓутоа, на непочната истрага, на неоткриено ништо, да излезеш и да поврзеш некој, да го оцрниш дека е убица, монструм, психопати и него и целата партија, значи тоа стварно не беше потребно и мислам дека како би да е крајниот исход, сето тоа остави една голема флека во правосудниот систем во Македонија. Јас секако имам, мислам, што прашање што тој Палчо на неговите подкасти во емисиите документирано покажуваше, не зборуваше само како сега ние што никој не гледа. Тука ги гледавме документите и подписи од ова функционери и слично, но тоа ќе дојде со текот на емисијава прашањето. Меѓутоа, јас друго имам сега прашање. Мотивот за апсењето на Лјупчо Палевски, како што гледаме дел од последниот подкаст во емисијата, кога Палчо кажа дека 540 милиони евра се донесени нелегално, дојдени и нелегално поминати во 3 до 4 банки на НАТО, зборувам НАТО, во Република Македонија, односно перење на пари, каде тука е вмешан Оливер Спасовски, а и Американската амбасада на Република Македонија, како и Бугарска и Грчка банка. Дали стравот кај Спасовски го направи своето за да така избрза, би рекла, што човек ако го погледа видеото од пресконференцијата,
кажува, како што велат старите, нимо е, ниту е зборува. И тој и Бубевски збунети во исказите за двојното убиство од тоа што го направија, не направија ништо, не го направија лошо, зашто внесоа хистерија во државата, хистерија меѓу народот. Видете, да бидам искрен, значи самата пресконференција без докази и она што го направија, уште на самиот старт остави впечаток дека нешто не е во ред околу и целата истрага. На втората или третата пресконференција излегоа, кажа дека се пронајдени 2 пиштоли кои до ден денес нити ги презентира, нити кажа од кај се, нити се знае нивната судбина. Јас од свиркач, непосредно пред завршен збор, значи добив некои информации. Тие информации беа дека точно е тоа дека се во близина на џамија која оди на патот на кај Бразда, во Визбегово, пронајдени се 2 пиштоли, од кои едниот е со рамка полна, исти калибар се со оние што се со кои убиена Вања и Панче. Пронајдени се, значи, 2 пиштоли, 2 рамки, една полна, прибор за чистење и едни патики. Неговото тврдење беше, и оно што ми го покаже како документи да го видам од неговиот мобилен телефон, дека до ден денес, од 5.12.23 тие не се извештачени, нити е направен увид на лице место, само се подигнати од лице местото од страна на полицијата. Вакви пропусти за вакви сериозни дела, меѓутоа, за жал, мислам дека и раководните лица во МВР и обвинителството ја водеа на еден лош начин на веќе насочената истрага кон одредени лица и идеме во ситуација во државава каде што имаме 5 обвинети, од кои 5 обвинети 4 се физички и психички малтретирани, кои јавно го признаа тоа, и за едниот, неговиот бранител, има поднесено до јавното обвинителство барање да тој случај биде проследен до обвинителството за организиран криминал и корупција, бидејќи тие се надлежни за работата на МВР, да се утврди зошто е таа тортура и зошто е до ден денес, еве после година и нешто, одговор самиот адвокат кажа во емисија дека нема никаков одговор. А самите обвинети кажа дека биле физички малтретирани и биле принудувани да признаат нешто што не е. Истото го призна и Велибор Манев на судење, истото го каже и Боре Видевски, и Кишишев призна дека бил малтретиран. Меѓутоа, без ниеден сериозен доказ, нити разумен сомнеш, а јасно е дефинирано што е доказ, што е разумен сомнеш во нашата кривична постапка. Значи, тие донесоа пресуда малта не смешна, кога ја слушнав. Значи, целото обвинение на обвинителството се темелеше врз снимките на Боре Видевски. Се извинувам, на Велибор Манев. Велибор Манев имаше снимки од пред неговата куќа, за кои тврдеа дека тие се крунските докази, и на крај судот кажа дека доказ за гробнувањето на Панче, односно сите тие снимки кои беа крунскиот доказ, на кој се темелеше целата постапка, кажа дека обвинителството не успеало нити како разумен сомнеш, нити како доказ да докаже дека Панче Жежовски бил грабнат, и во тој дел ги ослободи сите обвинети. Ако ги ослободи во тој дел сите обвинети, тогаш е нејасно како е настанато убиството на Панче. Во целата постапка, јас како бранител на Палевски и лично Палевски се потрудивме и докажавме дека тие снимки не се веродостојни. Истото го потврди Кишишев во својот говор, меѓутоа пред судот, судот не ги прифати тие снимки, а сепак ги обвини за извршено убиство врз Панче Жежовски едно со друго, без тие докази, мислам дека нити е издржано, нити може да остане. Но таму исто се пронајде и телефонот на Панче Жежовски, и како што се
мислам некаде пишуваше дека отисци се најдени од некој си од Делчево. Зошто него не го зедоа како сведок, значи во судот? Вака, чудно е се во целата истрага од почетокот до крајот и до самите завршни зборови на обвинителството. Па се до самата изрекување на самата пресуда. Значи, почнам постапно. Значи, од сите кажувања што беа кажани од Велибор Манев и од неговите снимки и од неговите признанија, има околу 5 до 6 различни изјави дадено од почнувајќи од истрагата во МВР до неговиот распит пред судот и во вкрстено испитување на обвинителството. Нити една од тие негови приказни не е целосно кажана, заради тоа што начинот на кој тој ги кажуваше работите, ги кажуваше како да е во пето лице прераскажано. Никогаш не остави пред судот верба и впечаток дека истиот ја зборува вистината, заради тоа што околностите кои ги кажуваше, ги интерпретираше на различен начин. Ако ги кажува на различен начин, не можеш да бидеш на лице место со некој другиот да зборуваш. Накратко ви кажам, значи, Велибор Манев и Владко Кишишев, иако го признаа делото, кажаа различни приказни дека биле на лице место. Еве ќе почнам од Панче Жежевски. Веројатно под некој притисок, Владко Кишишев каже дека да, точно бил таму, меѓутоа ништо не видел. Видел само кога го однеле Панче Жежевски со колата нагоре, а тој бил на црниот паркинг. Призна пред судот дека снимките биле негови, мислам биле веродостојни, дека тој бил таму, а на прашање дали ти беше самајлето таму, вика не, јас не бев. Па нели на снимките ти има? Да, вика, ама не се точни. Еднаш ги потврдува, втор пат ги негира снимките. Истото беше и со Велибор. И откако ги фативме на неколку работи со тие снимки дека не се веродостојни, каде што во еден дел од снимката се гледаше дека едночно време и додека седат и разговараат, после само поминати 3 секунди од снимката, веднаш станат ден. Значи, она не ноќ према ден, туку ден. Како да е, например, во 12 сатна план. И тоа го видовме ние. Се видува многу работи на тие снимки, дека е нешто монтирано и дека не се веродостојни нити со време, нити со датум. И мислам дека тие снимки правилно судот одседи дека не треба да ги прифати, меѓутоа од друга страна без тие снимки па немаат основ да го докажат убиството на Панче, бидејќи убиството на Панче Жежевски во нити еден дел од постапката не беше докажено нити времето, нити точно кога е земен, заради тоа што обвинителството тврдеше дека Панче е убиен во 9 часот наутро до 9:30. Имаше снимки на Мак Петрол бензинската и на Лукоил бензинската дека Панче во 10 и малку подоцна полни гориво истиот ден. И тие снимки ги имаше и многу објавено во Србија. Прашање како дојде до него. Исто така, меѓутоа, во една тотална конфузија, јавното обвинителство не успеа да докаже ништо. Иако се со доживотна пресуда пресудите, јас мислам дека таа пресуда не би требало да обстои не само во Македонија, а најмалку во Страсбург. Спасовски на првата пресконференција кажа дека нашле 2 пиштола, како што спомнавте. Исто така се спомна како наводно Вања била грабната на самиот влез на вратата од зградата. Но познато ни е пак и дека во мај месец, мислам беше, 6 месеци пред убиството на Вања и Панче, враќајќи се Палче од Демир Капија, како и многу други, така и тој поседувал пиштол, што полицијата тогаш го застанала и му го одзела самиот пиштол. Како тогаш Вања и Панче се убиени со пиштолот на Палчо, а исто така како што знам и вие или не знам некој од адвокатите или кој беше што рече дека најдена е една чаура, а всушност 2 убиства.
за кој, иако Палчо настојуваше да се вештачи таа чаура, буквално ништо не се направи. Што би ни кажале околу ова? Видите, чаурата не беше првично ни во докази поднесена. Ние паравме да биде, а после пола од расправите дозволија. Меѓутоа, на еден шверцерски начин, се извинувам на зборов, не е мој да го употребувам. Меѓутоа, обвинителството првично, значи после една година им текна да направат вештачење на чаурата. Откако беше вештачена, има направено, во самото вештачење има побарано од кој калибар е и кој тој калибар на амуниција може да се користи од кое оружје. Јасна е процедурата, знаат дека сите легални пиштоли во Македонија, што се, а и оние што не се легални, што се употребени во извршување на кривични дела, за нив постои евиденција во МВР. Лесно можеше таа чаура да се извештачи дали е од легален пиштол во Македонија или не е од легален, бидејќи сите што поседуваат оружје вршат испукување и после добиваат дозвола за да можат да го користат тоа оружје. Секој удар на иглата, тоа е јавно, сите го знаат, секој удар на иглата остава посебен печат и се знае точно од кој пиштол е испукана. Бидејќи нити еден удар на игла на пиштол или на пушка не остава на исто место отисок. Јавното обвинителство имаше можност тоа да го извештачи, не го извештачија. Едно што не го извештачија, второ, при нашата упорност, значи да биде чаурата извештачена, кажаа дека не можат да најдат од Боре Видевски во МВР евиденција за пиштол. Како Боре го поседувал легално пиштолот, а да нема во МВР евиденција? Тоа е невозможно. Јас овде би сакала да спомнам кога Палчо ги праша полицајците или началници, што се не знам, Дејан Димовски и Музафер Карешич, дали ги виделе пиштолите или за чаурата, ти одговара не знам, не видов. И всушност тука отворено веќе е јасно и малото дете да слуша и тоа ќе разбере, затоа што и самиот Дејан Димовски, колку што се сеќавам, беше дециден кога рече ние никого не обвинуваме. Но Тие би довршил само за пиштолот, ќе ме извините, значи самиот производител на целото оружје што е, било која да е дали македонска странска компанија, чува примеруци од ударот на иглите. Да. Ако јавното обвинителство сакаше тоа да го расчисти, можеше до производителот да испрати барање и да каже од тој и тој број на оружје може ли да ни дадете ударна игла? И по тоа веднаш може да извештачат дали ударот на таа чаура е од тој пиштол или не. Дека и убиствата се извршени и дека е чаурата пронајдена таму, меѓутоа не можам да сватам зошто обвинителството
врхунските работи што требаше да си ги обработи заедно со полицијата. Еве веќе кога ги спомнавте Дејан Димовски и Каришич, тие биле заедно на лице место. Кажаа дека откако стекнал Кишишев наводно доверба во Каришич, ги однел на лице место. Тоа го каже Каришич. По Каришич сведочеше Дејан Димовски и кажува друга приказна, каде што вика дека откако стекнал Кишишев доверба во Каришич, ги однел на некоја спротивна страна на некој брдо, па неговите инспектори забележале каде е колата и откако забележале колата, отишле, значи на лице место, па Кишишев со глава им кажува каде е телото закопано. На моje прашање дали заедно бевте со Каришич, кажа да. Кам како е можно да бидете заедно да кажувате различни работи? Немаше одговор. На прашање на Палевски, зашто ме обвинувате, кажа ми е за ништо не те обвинува. Да. Нема Меѓутоа и обвинителките беа многу нервози и со повишен тон према Палчо му се заканија дека ќе го избркат од судот, како што слуштав, мислам така беше. Каква е нивната професионалност, јас не можам да разберам од овие две обвинителки, но и друго сега кон овој контекст ќе додадам. Од страна на во една емисија адвокатот Јанаки Митревски очевидно би рекла зелен во умот е, зелен во главата, ми изигрува некој си Елиот Нес самобендисано со големо его, кој рече дека никогаш не би отишол да го брани Палчо. Најпрво Палчо не ни помислил на него зашто знае дека не е способен, да повторам, не е способен, само устата му дрдори, а веројатно и таа диплома што ја добил сигурно ги почестил професорите. И тој и обвинителките најдобро е да ги земат нивните дипломи и со извинение да ги фрлат во нужник или да ги фрлат во некој ѓубре, зашто секако не ги заслужиле. А јас пак ќе се послужам со една порака, односно мисла татко ми што велеше, но за кој би се извинила пред слушателите, да му се посерам во дипломата ако нема карактер. Така, сега јас не би го коментирал Јанаки Митревски, она што го направи, значи со јавниот повик, по мене не е нити етички, нити хумано. Да. За оние кои подоцна ги отворија своите радиоприемници, да спомнам дека во разговор сме со господинот Јовица Страшевски, кој е бранител на Љупчо Палевски Палчо.
Дали се слушаме се уште, господине Страшевски? Да, можете да, ќе ми извините што ве прекинав, можете да дадете кратка информација, бидејќи уште имаме 25 минути до крајот на нашата вечерашна емисија. Така, што се однесува, ви кажав на одредени колеги кои повикуваат, значи за овој случај да не ги брани никој. Тоа не е наша адвокатска етика, од причина што ми кажал дека имавме Смилковско езеро, убитите на 5 деца ги брани исто колеги адвокати. Имавме Диво населје, убиците од Диво населје ги брани исто адвокати. Имаме невини деца и други жртви изгазени во сообраќајни незгоди. И тие ги бранат некои адвокати, така да етиката, мислам дека тука ја немаше и не би го коментирал воопшто, значи понатака тој колега. Меѓутоа јавното мислење беше така и критиките беа големи од страна на јавноста. Мислам дека од како почнавме јавно да даваме изјави, и јас и претходниот колега и неколку настапи кои јас ги имав и ги објаснив многу работи пред македонската јавност, мислам дека јавното мислење стана поделено во Македонија. Сега тука морам да напомнам дека на одредени портали си имаат своји ботови, политичките партии исто имаат своји ботови и на еден начин таквата ситуација, бидејќи повторно ќе повторам, Лјупчо Палевски како личност не одговара на нити една политичка партија, дали од власта, дали од опозицијата и обратно. Јас како Јовица Страшевски, значи секоја сум кажал и кажувам дека сум гор член на ВМРО ДПМН, може би имам на одредени несогласувања по политиките со сегашното раководство, меѓутоа дека сум ВМРО ДПМН, се сакам партијата и сум помогнал на секој од мојата партија. Тоа е јавно докажано и достапно секогаш. Зборот ми беше дека наметнувањето на јавното мислење дека однапред треба да бидат осудени и дека се прогласени за виновни и дека на тие луѓе не треба никој да им помогне, беше голема грешка што се дозволи од страна на судството и од страна на новинарската фела. Меѓутоа, за жал тоа така помина како што помина. Се надевам дека во идни ночи имаат довле сите и како политичари, но и како новинари, реално да не осудуваат однапред. Да. Значи, луѓе за кои нема докажана вина. Да. Јас не можам да разберам овие две обвинителки. Се фатиле како пијан за плот. Иако се убедени дека немат никакви докази, а и тие како празни воденици ја исфрлаа нивната негативна енергија врз невини луѓе како што е таткото на Вања, Александар Ѓорчевски, и према Лјупчо Палевски Палчо. Го обвинуваат према што кажале обвинетите Манев и Кешишев вербално. Па и јас можам да речам дека обвинителките се соучесници во убиство, иако не е точно. И што значи тоа? Обвинителството ќе ми верува со моите вербални и лажни кажувања? Обвинителството во недостигнат докази, во неспремност, значи направија катастрофални грешки, да не речам почетнички. Дури мислам дека еден и почетник во работата обвинителска не би направил вакви грешки, ако само малку размислува. Би почнал постапно, значи од сите доставени докази, Лјупчо Палевски првично со неговиот обвинителен акт обвинете со само 17 докази. И од тие 17 докази ни еден за еден не се. Потоа ги спојат двата предмети и вкупно имаше 197 докази. Од тие 197 докази Ало? Од тие 197 докажи, значи половина, па можам да кажам некаде над 70% се имотни листови, преддоговори, договори, заверени договори, солемизирани, неспроведени, спроведени. Веројатно
се обидувало обвинителството да најде мотив. Меѓутоа мотивот го нема најдено. И можам да кажам слободно дека овој случај самото јавно обвинителство кога почна веќе постапката и почна да биде разоткривани од страна на одбраната на Палевски, бидејќи само ние единствено се боревме од сите обвинети во судот. Мислам дека требаше тука да ја запре постапката, да се повлечат, да ја довршат на начин како што треба да ја завршат и потоа да поднесат повторно обвинение. Меѓутоа, за жал кажав, и на самата пресконференција, која има пред новинарите по изрекување на присудата, дека е циркус. Циркус не го кажав на циркус како за забава, туку циркус како трагедија. Војна преносна смисла на збор, бидејќи стварно направи еден циркус и од судството, и од обвинителската фела, и од нашата адвокатска фела, бидејќи на вака не докажан, но ништо, на едни зборови, и самиот те знаат дека на исказ на обвинет, кој самото обвинителство го негираше неговиот исказ, му предочи дека има различни искази, му го негираше исказот, на таков обвинет да поклониш верба и да додадеш вакви пресуди, мислам дека не е во ред. Јас мислам дека овие, тоа е морална одговорност, немаат никаква доблест, немаат грижа на совест, мислам. Како што гледам, самиот Спасовски се плаши од нешто, а јасно е дека е корумпиран и тој и овие, би рекла, две обвинителки. Но и друго би рекла, овие две обвинителки и Спасовски, како да не ги родила мајка, туку како да се извадени од инкубатор, без да бидат, како да речам, да бидат вакви како роботи, управувани или од Спасовски или од некој друг. Меѓутоа, што би можело да се направи, затоа што во обвинителството слушам голем непотизам има. Таму се поврзани, во самото обвинителство имале Вујко, Стрикко, Сна, братучеди, односно, како што реков, голем непотизам. Видете, прв сретнувам, значи, обвинителство да издаде наредба, да нешто се провери, извештачи, да се соберат одредени информации и да стои таму да не се доставуваат до обвинителството. Значи, такво нешто стои во целата документација, што ја поседуваме. Ви кажам, доказите ниеден немаат врска со реалноста. Со часови гледавме како возила се движат низ Скопје. Меѓутоа, во тие возила не видовме ликови. Јас на самото судење во завршен збор доставив и документ од страна на МВР дека Safe City, односно безбедносен град, камерите се наменети само за препознавање на регистарски таблици, не и на ликови. И како тоа обвинителството успеа, на нити една снимка не се гледа лик, на нити една снимка не успеавме да видиме лице кои се во возилата, нити бројот на лицата, точно. Имаме службени белешки од МВР каде што викаат дека по констатираното убиство на Панче Жежовски од страна на обвинителството, дека возилата после тоа убиство се движат во правецот на кај што е Панче утепан. И самите службени лица од МВР потврдуваат во службена белешка дека во двете возила се забележуваат вкупно 3 лица. Ако внимателно сте го следеле процесот, или ако не сте го следеле, небитно, Велибор Манев и Владко Кишишев на секое прашање нивно колку лица беа во возилата, во двете возила и во Цитроенот и во Рено Кангуто, на 10 пати прашање, 10 пати дадоа различни одговори. Да. Меѓутоа, јас би употребила кон се ова што вие го кажувате. Дали се сложувате ако употребам еден стих од писателот Гане Тодоровски? Македонио кај ти алот. А ние да одиме со уште една музичка номера во исполнение на групата Бисер.
мораме да ги кратиме самите песни, бидејќи времето терминот ни е краток. Господине Страшевски, едно поприватно прашање. Кога сите оштри очи, како стрели, беа насочени или беа вперени врз Палчо, како вие се решивте да го браните неговото дело? Како се решивте за овој тежок зафат? Не очекувате дека ќе бидете критикувани, а со тоа си штетите на вашата кариера? Да бидам искрен, значи јас го кажав многу пати во јавноста и сега го кажувам истото. Значи Палевски побара од мене јавно да му бидам адвокат, не само од мене, туку и од неколку колеги. Јас првично разговарав со него, ме замоли да продолжам за случајот во Прилеп, за кој беше обвинуван за бомбите, да го продолжим и јас тоа го прифатив. Направивме преку судот полномошни, тоа го прифатив. Меѓутоа понатака почна да ме бара и за овој предмет. Бев на разговор со него и му кажав додека не ги видам сите докази кога би стигнале кај тебе, јас не можам да ти дадам одговор дали ќе бидам твој бранител или не. Му објаснив дека ако има докази во постапката против него, јас дека нема да видам негов бранител. Палевски го познавам 20 на години, сум бил негов адвокат и во други предмети. Моje лично убедување беше од тоа што го познавам дека тој нема тоа храброст да го изврши, нити го извршил. Меѓутоа оставив да почекам да дојдат доказите. Доказите дојдоа, имавме 2 термини во затворот, каде што ги гледавме заедно сите докази доставени до него. Јас во тие докази не видов. Значи, дека некој има доказ против Палевски, бидејќи немаше никаков доказ против него. Седнавме многу, така се разбравме и јас му кажав, че дојдем на судењето, ако има некои скриени докази од страна на обвинителството и бидат презентирани во текот на судската постапка, јас нема да бидам твој адвокат понатака. Го прифати тоа и ми даде ветување дека такво нешто од негова страна нема. Како што одминуваше постапката, јас бев се поубеден дека такво нешто нема. Обвинителството не успе да докаже со ниеден доказ против Лјупчо Палевски, меѓутоа оној другиот дел што ме прашавте, значи моја е професионална работа да работам адвокат. Таа е моја професионална работа, сме дали заклетва, исто како што дали заклетва докторите и сите други кои ги работа своите професии. Имаше врз мене многу напади. Јас искрено да ви кажам, и не се замарам со тие напади што пишуваат луѓе по Фејсбукот, бидејќи луѓето не ја знаат вистината. Вистината не се докаже ни пред судот, за жал. И повторно, ако е крив Лјупчо Палевски, ќе се извинам на цела јавност и тоа нека биде еден голем минус во мојата кариера. Меѓутоа, со ваквата постапка, ваквите докази што ги нема, не можам да тврдам, нити да обвинам било кој, и Лјупчо Палевски, дека имаат извршено нешто. Јавното обвинителство за тоа не се потруди да достави јасни докази. Меѓутоа, сакам да кажам дека имав многу напади, колнење на моја фамилија, на деца, мене лично, и не се срамам што го водам овој случај. Напротив, сум горд, бидејќи успеав на еден начин да се спротиставам на обвинителството и на МВР во нивната неспремност за да ја докажеме невинноста на Палевски. Уште 9 минути имаме до крајот на нашата вечерашна емисија, меѓутоа јас би сакала да се послужам со писателот Петре М. Андреевски кој напиша: "Не е срам ако умреме до еден, но срам е ести голем ако останеме без нашето име, од кое уште се плашат како од чума. И без име векот ни, а без него гробовите ќе ни бидат празни." Всушност, во
со овие мисли во срцето секогаш ја носише Македонија и македонството и ја се уште ја носи Љупчо Палевски. Палчо, ја знам дека овде нема да застанете, секако ќе продолжите да се оди, како што спомнавте во една емисија, дека жалба ќе дадете и слично. Меѓутоа, јас би сакала, господине Страшевски, да ви од срце да ви речам дека ми беше голема чест да бидам во разговор со вас. Уште еднаш дозволете ми од срце да ви се заблагодарам, иако веќе во Македонија е 1 час од после полноќ. Ви посакувам, а и убедена сум дека ве очекуваат поголеми успеси, зашто во вашето срце е искреноста, чувство на разбирање, а воедно и сте ја заслужиле дипломата за да бидете еминентен, угледен адвокат. Многу поздрав до целиот македонски народ, но и до малцинствата, меѓутоа оние кои се лојални на Република Македонија. Со надеж дека вистината ќе излезе на виделина, ви посакувам и посакувам и на мојата земја Македонија да си го добие своето заедно со македонскиот народ, својата нација, вистинската историја и се што е македонско. Од се срце ви благодарам. Меѓутоа, ако би биле вие да бидете на власт, што би направиле? Вака, првин, ајде да одговорам на последново прашање, значи евидентно е дека во нашиот правосуден систем треба да се направат одредени реформи. Меѓутоа, тие реформи не можат да се направат на начин на кој сакаат нити моето ВМРО, нити сега сама да ги направат, бидејќи реално да збориме за да се направат такви реформи и во судскиот совет и во судскиот систем мора да се направат одредени измени во уставот. Нити сега сама, нити ВМРО ДПМН нема створено до сега таква политичка клима за да го отворат уставот, бидејќи самото отварање на уставот би представувало и отварање на Пандорина кутија и бидејќи немаме оние црвени линии подлечени, зборувам како македонци, бидејќи во Македонија сите сме прво живееме во оваа територија на Македонија, сме македонци, па потоа сме сите по некоја националност на која припаѓаат. Меѓутоа, за жал, тоа не можат да го направат и само прават одредено замајување на очи на јавноста дека нешто се движи, затоа и оценките и од запад и од секаде се многу ниски за правосудниот систем. Секоја чест повторам на одредени колеги кои работат обвинители и суди. Меѓутоа, за жал постојат и такви каде што мислам дека се страм за правната фела. Мора да се направат подетални реформи, тоа за да се изведе мора да се направи промена и во уставот. Меѓутоа, за доброто на државата би требало да се направи тој ризик по мене и да се отвори тоа прашање за да тоа се среди. Бидејќи со вака нестредени работи, мислам дека и со избор на суди и обвинители по партиски предлози, кои потоа не можат да одговорат и да застанат на висина на своите задачи. Сега дека имаме такви состојби во правосудството, мислам дека по Македонија и не само што нема да се зголеми довербата, туку напротив, мислам и дека ќе се намали во проценти. Останатиот дел ви благодарам што ме повикавте да бидам гостин во вашата емисија. Секогаш сум отворен за соработка. Може да направиме некоја емисија и каде што и на вашите гледачи и слушатели можеме да им дадеме право да прашаат одредени работи доколку сакаат. Слободно, значи, без цензура. Голем поздрав до сите македонци што се во диаспората. Тие се наши луѓе. Им сум благодарен по тоа што барем јас го знам што се трудат и да помогнат за нашата земја Република Македонија. Истото го прават од срце и мислам дека нивниот придомец е многу поголем од сите, да кажам, до сегашни влади што направиле до сега за државата. Кој знае да го цени, кој не знае, тоа е. Јас навистина од се срце уште еднаш ви благодарам и добра ноќ ви посакувам. Поздрав до сите наши македонци. Благодарам. Поздрав и до вас. Се слушаме и во некоја наредна емисија. Нормално. Добра ноќ.
Наближуваат и последните минути од емитувањето на ова вечерашна наша емисија на Глас од Македонија. Се надевам дека задоволивме дел од вашите чувства со содржината на емисијата. Благодарејќи ви што сте со нас, би сакала да ве информирам, доколку имате некои сугестии или поздрави до ваши роднини и пријатели ширум светот, слободно пишете на YouTube од The Voice of Macedonia, а ние или со вашиот глас аудио ќе емитуваме во следната наша радиоемисија. Немојте да заборавите да кликнете на Subscribe, кој е бесплатно. Со тоа ја давате вашата поддршка за да радиочасот Глас на Македонија добие поголем публицитет и слушаност. Повторно со вас сме идната недела од 6 часот навечер, каде преку радиостаницата на CMR и Бреновата должина 101.3 FM ќе бидеме заедно со вас. До нашето наредно јавување со желба за пријатна седмица, вашиот уредник и водител на радиочасот Глас на Македонија Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ.